Добро вечер, вести на Канал 5. Со запалени свеќи во тишина попладнево во Кочани се одржа мирен собир под мотото "Два града, иста болка", во знак на сочувство и солидарност со семејствата на жртвите од трагедијата во швајцарскиот ски центар Кран Монтана. Без говори и без транспаренти, собирот помина во тишина. Но пораката беше јасна. Болката нема граници, а човечката солидарност ги поврзува градовите и луѓето во најтешките моменти. На собирот присуствуваа граѓани од сите генерации, како и родители на децата кои загинаа во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Во знак на почит кон загубените животи, присутните испуштија 40 бели балони кон небото, колку што млади луѓе ги загубија животите во пожарот во Кран Монтана на новогодишната ноќ. Вечерва вашите деца ги спомнуваме без глас, со пламен што одбива да згасне, со срца што се скршени, но се уште умеат да сакаат. Од една мајка до друга ве држиме за раце, не за да ве утешиме, зашто утеха нема, туку за да не бидете сами во болката што нема име. Не сте сами и никогаш нема да бидете. Од Кочани, град што ги закопа своите соништа, заедно со своите деца. Ви испраќаме преградка што не лечи, но сведочи. Нека почиваат во мир, во светлина и во љубов што не згаснува. Двајца мажи од Слупчане се уапсени за силувањето и уцените на 16-годишното девојче од Липковско, соопштија јавното обвинителство и МВР. Двајцата се сомничат за делото полов напад и силување, а првоосомничениот 31-годишен маж од село Слупчане осомничен е и за кривично дело уцена. Тој спротивно на јасно изречена волја извршил полови дејствија врз малолетна девојка во Липковско, а ја принудил на полови дејствија и со второосомничениот 28 годишен маж од село Слупчане. Потоа жртвата ја уценувал дека наводно ќе објави нејзини експлицитни фотографии, доколку не му исплати 20.000 евра. Девојчето било принудено да зема пари од дома без знаење на родителите и да позајмува од други лица, па во повеќе наврати му ги давала парите на првоосомничениот, соопшти од обвинителството кое бара притвор за двајцата осомничени. Оттаму вела дека истрагата за случајот продолжува. Според објавите на медиумите деновиве сомнежот е дека инволвирани се 17 лица, а агонијата на девојчето траела од јуни лани. Возачот што вчера ја прегази жената во Скопски Капиштец избегал од државата преку Табановце. Станува збор за 18-годишник од Скопје, кој веднаш ја напуштил Македонија заедно со татко му, а во тоа му помогнале средовечни маж и жена кои веќе се уапсени и за нив е побаран притвор. Деталите од Здравко Димитров. Полицијата експресно го расчисти случајот со вчерашната тешка сообраќајна несреќа во која смртно беше прегазена 79-годишната Љуба Јаковлеска од Скопје, но сторителот 18-годишник од Скопје во меѓувреме успеал да избега од државата заедно со неговиот 45-годишен татко. Иако возачот веднаш го напуштил местото на несреќата, полицијата преку камерите на Сейф Сити, како и дополнителни проверки на камерите од околните објекти и изјави од сведоци, се утврдило дека станува збор за автомобил Volkswagen Passat со скопски регистарски ознаки во сопственост на неговиот татко. Возилото е пренајдено пред домот на сопственикот, а тамо е затекнат СС кој е приведен во полициска станица и со него е извршен службен разговор. Утврдено е дека возачот СС и неговиот татко БС со помош на ШП и АЈ од Скопје ја напуштиле државата во текот на вчерашниот ден. ШП и АЈ се лишени од слобода и против нив е поднесена кривична пријава до Основното јавно обвинителство Скопје за сторено кривично дело, помагање на сторител во извршено кривично дело. Од обвинителството попладнево соопштија дека осомничениот го управувал возилото без возачка дозвола. Тој со возилото се поместил налево без да се увери дека нема да ги загрози другите учесници во сообраќајот, а по несреќата заедно со неговиот татко побегнале во странство преку граничниот премин Табановце, во што им помогнале маж и жена кои подоцна се приведени и за нив е побаран притвор.
Против 18-годишниот возач поднесени се 2 кривични пријави за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, како и за неукажување помош на лице повредено во сообраќајна незгода. Од МВР велат дека и за 18-годишникот и за неговиот татко веќе се распишани потерници и се преземаат мерки за нивно пронаоѓање, а освен пасатот со кој е извршено кривичното дело, пронајдени и одземене и мерцедесот со кој ја напуштиле државата. Јавниот обвинител до Основниот кривичен суд Скопје доставил предлог за определување мерка притвор, а притворот ќе се спроведува откако ќе биде пронајден. Тешката сообраќајна несреќа се случи вчера околу 11 часот и 30 минути на улицата Народен фронт. Жената итно беше префрлена во ургентниот центар, но за жал поради тешките повреди почина по неколку часа. Македонската јавност вчера беше потресена и од трагедијата во Гостиварско, кога во викендица мртви беа пронајдени 20-30 годишници од Скопје. Причините за смртта се уште официјално не се потврдуваат, но со оглед на тоа што немале видливи траги на насилство. Предпоставките се дека се задушиле со јаглерод моноксид, кој речиси секоја зима предизвикува вакви и слични трагедии. Го заменува кислородот, негде 200 пати повеќе има афинитет, го заменува кислородот, но исто така се врзува и со миоглобинот во мускулите, па и тие луѓе се онеспособени, односно не може да се само спасувањето е онеспособено. Вообичаено ги наоѓаме или легнати во кревет или покрај врата кога се обидувале да излезат. Јаглеродниот моноксид е доста токсичен и делува на централниот нервен систем. Се предизвикува првенствено симптоми на зуење во уши, треперење пред очи, вртоглавици, мускулна немост, па доаѓа се до онесвестување, грчеви и кома. Тој убива буквално без предупредување. Не осеќаме дека вдишуваме поголема концентрација на јаглероден моноксид, истиот не чувствува никакви тегоби, одеднаш ќе настане мускулна слабост, затоа што мускулите остануваат без кислород, не можат да функционираат, индивидуата не може да се движи и практички гледа како му доаѓа смртта. Затоа и ние смртта заради труење со јаглероден моноксид нарекуваме смрт со отворени очи. Утре во општините Гостивар, Врапчиште, Маврово, Ростуше и Центар Жупа ќе се одржат повторените избори за градоначалници. Денеска гласа болните и немокните лица, како и лицата кои се на издржување казна затвор. Според податоците пристигнати до Државната изборна комисија до 19 часот, од вкупно пријавени 248 болни или немокни лица. Правото на глас го оствариле вкупно 242 лица. Во затворите пак од вкупно 94 пријавени гласале 45 лица. Изборите за градоначалник во овие 4 општини се повторуваат бидејќи на локалните избори 2025 таму немаше доволен број граѓани излезени на гласање. Гласачките места утре ќе бидат отворени од 7 до 19 часот, а до тогаш трае изборниот молк. Согласно изборниот законник на повторените избори не е потребна излезност од 1/3 на гласачите, туку за да се избере градоначалник. Треба за еден од кандидатите да гласаат повеќе од половината од излезените избирачи, вклучувајќи и Центар Жупа, каде што има само еден кандидат. Во услови на речиси целосен информацијски мрак во Иран, тешко е да се процени вистинскиот обем и сила на протестите. Затоа каква е состојбата таму и кои се можните следни сценарија, за Канал 5 ексклузивно говори поранишната иранска новинарка на BBC и активистка Негин Ширагаи, која сега живее во Лондон. Со неја разговараше Јован Ѓорговски. If the protests were to succeed and the Islamic Republic were to fall tomorrow, do you expect a realistic and peaceful transition plan, or would Iran face chaos and internal power struggles? My personal opinion is that it would turn to chaos, no matter which one, especially if the Pahlavi, someone from outside comes in. Because of that network system, state and decentralized system of the governance, it's almost impossible to understand the nuances of how to control that system. It's been for too many years out there, and I've been talking to different people, and it's really difficult to control. Even for the supreme leader right now, they've been, everyone is out after their own benefits and getting money. They're not gonna give that up
really easily. And this is like a really wealthy country. They've been sitting on their resources, right? From inside as well, if they try to do a Venezuelan version of transition, from the sentiment I hear from the people on the street is that they're not going to stop protesting and going out on the street. So in both scenarios, inside change or outside, I can see there's challenges, a lot of challenges. And at this moment, I don't see any alternative to that. И на крајот уште една сервисна информација. Од ЈСП Скопје попладнево информира дека поради ниските минусни температури и најавените временски услови со врнежи од снег во главниот град и околината, во наредниот период можно е привремено прилагодување на сообраќањето на одредени автобуски линии. Имајќи предвид дека ефектот на средствата за одржување на патиштата е ограничен, при екстремно ниски температури на одделни делници може да се појават отежнати услови за сообраќај. Од тие причини дел од линиите ќе сообраќаат до локации кои во моментот се проценети како безбедни и проодни за возилата на ЈСП Скопје, согласно проценките на надлежните служби, наведува ЈСП на својот Facebook профил. Екипите на ЈСП Скопје заедно со надлежните служби на градот Скопје и локалните самоуправи континуирано се ангажирани на терен со соодветна механизација со цел на времено реагирање и создавање услови за безбедно и непречено функционирање на јавниот превоз, соопштија од град Скопје. Ги завршуваме тука вестите, имајте убава вечер.